Денешната пресконференција за продажба на градежно државно земјиште на градоначалникот Димитровски, новинарите ја искористија да постават прашања на теми за кои во изминатите денови можеа да се слушнат различни коментари во јавноста, особено затоа што во поедини изјави и критики провејуваа политички дозирани наводи од типот кој за кого и зошто гласал. Значи, ние можеме да помагаме здруженија, можеме да помагаме сојузи, ние можеме да помагаме масовен спорт, училишен спорт. Строго е дефинирано што е и како е. Одржување на спортски терени. Сега, зашто се намалува 300.000? Ние минатата година, 2014, имавме една интервенција страшно голема од, не знам колку беше, 45.000 евра за градскиот стадион. За таа година ставката беше далеко повисока. А додека оваа година го нема тоа. Сите кои што ги имаме активности секоја година и оваа година ќе се поддржуваат. Меѓутоа, поентата ја даваме на ова што го реков, одржување на терените. Први е градскиот стадион кој што го одржува фудбалскиот клуб Осогово. Понатаму масовните спортови, училишниот спорт, тука сме едни од водечките у државата. Додека за професионалниот спорт и за оној спорт кој што е по клубовите, ние не можеме да помагаме. Ќе помагаме ново формираните клубови додека застанат на нозе. За проблемот со зградата на некогашен Атом, која како една од најубавите градби во градот и пошироко со години стои препуштена на забот на времето, градоначалникот Димитровски со одговор. Има судски процес кој што го води Општинскиот суд во Штип за физичка делба помеѓу собствениците, бидејќи со стечај и со ликвидацијата на Атом се поделени идеални делови од зградата на некои си десетина собственици и сега судот треба да им направи реална распределба на тие површини кои што се. И има у елаборатот за проценка има поединечно на кој колку се паѓа. Дори после завршувањето на таа судска постапка може да се разговара што ќе се прави со таа зграда. Општината нема ништо? Општината нема ништо. Има комуналното јавно предпријатие, некоја мала површина само од калдаверите. Новинарите прашуваа за судбината на земјиштето во кругот на фабриката за хартија и дали и кога ќе се продава. Просторот на поранешна фабрика за хартија или АД хартија е урбанизиран целосно и е почната постапката за одземање на корисничкото право на некои од собствениците. Поделена е на старите собственици, имаат доволни парцели, таму се 3 мислам дека се собственици, а додека новите парцели ќе треба да, откако се заврши постапката со расчистување на градежното земјиште, значи очекуваме дека ќе почнеме да ги продаваме. Меѓутоа, постапките за расчистување на градежното земјиште се од тек. Има судски постапки кои мора да ги чекаме да завршат.